Рубриката Вукајлија е збогатена со уште еден автор кој честопати умее да користи вистински зборови од изумрени јазици, ама во жива дебата и на погрешно место. Тие добиваат уште поголема длабочина откако експертски ке прогласи за окултно, нешто што толку боде очи. Не е тоа експлицитно како што ги пишува овие работи, туку е тоа скриена кампања. Затоа што они викаат сакаме премиер албанец, мене ми делува тоа дека на тој начин сакаат да го привлечат елаборатот. Трката по електорат сепак бара малку повеќе од елаборат, бидејќи тие не се ловат со излитени фрази и празни флоскули, а веќе секому станува јасно до каков резултат води практикувањето на формален, а не на реален патриотизам. Што повеќе растеше бројот на албанците вработени, поставени на раководни места, албанците се чувствуваат по-незастапени. Знаете зашто? Оти тие не беа таму за да штитат права на граѓани, да сервисират граѓани. Тие таму беа за да ја служат на партијата, на ДУИ. Токму затоа таа скапа партиска ергела вдомена во државната штала нема некоја посебна потреба да внимава на работните задачи од интерес на државата. Па веќе 2 недели секојдневно служи за подсмев, бидејќи за разлика од митингашките бини на државната платформа, нималку символично не успева да погоди ниту планина, ниту езеро во државата која ги плаќа. Символиката, откако беше направена платформата Дома си е дома, беше да даваме пример, но истовремено да даваме порака дека иако немаме на некаков начин море во нашата држава, ако ја гледате сликата, таа имаме планини, имаме езеро. Оправдувањата дека не само што на некаков начин немаме море се слични со оние за автопатот од Охрид кон Кичево, кој на некаков начин се уште не може да ја поврзе кампанската слика од некакви планини, од кои се очекува да се види некакво езеро. Грешката според оние што ја користеа дека е наследниците, оти покрај добро познатите факти. Тие не се потпрале на традиционалните мајстори и нивните искуства. Кинези го трасира, инженери и македонски, и кинескиот зид го направиле како што треба на времето кога било тоа тема. Кинескиот зид за волја на вистината се градел 200 години, што и не е баш некој урник. Но едно е пат, а друго е зид. За разлика од зидот, кај патот мора да има можност за свртување, па дури и преку газење на линијата. Видете, постои една голема работа во животот. Значи, сепак мора да има црвена линија. Без оглед како живеете и што живеете. Во еден дел од вашиот живот мора да постои црвена линија. Вашиот шеф во еден телевизија беше 9 години затвор, ако не и 10. И денеска ти да ми настапуваш од позиција на ВМРО ДПМН, у чие време Велија лежеше 10 години затвор, мислам дека ти си ја надмашал црвената линија. И на крајот, пак од почеток и тоа со газење врз линијата. Зборови на дела. Хик родус, хик салт. Или да не раскажуваме приказната за Родос и за Крит, да кажеме на српски, тоа се вика прво скокни, па после каже оп. Кој знае како ова би звучало преведено на македонски, но барем едно е јасно. Иако никаде не се споменува Крит, басната на Езоп, символично, на сите јазици, па дури и на најпознатиот, српскиот, се вика фалбаџијата.